се зголемува смртноста при дојничињето? Овака, тоа е прашање кое што навистина не може едноставно да се даде едноставен одговор, затоа што бара подлабока анализа. Да, точно е дека во третиот квартал од 2016 година е покачен бројот на умрени дојнчиња, 90. Меѓутоа, сепак ќе треба да почекаме да заврши годината и да се направи анализа на годишно ниво и да се пресметат колкава ќе биде стапката. Најверојатно со оглед дека имаме во третиот квартал вакво покачување, дојничката смртност во 2016 ќе биде поголема од она што беше во 2015 кога имавме намалување на дојничката смртност, беше некаде 8,6 намалување во однос на изминатите години. Макар да генерално да потенцирам дека постои осцилација. Добро, за тоа за рекордери ќе зборуваме. Значи, постојат осцилации во дојничката смртност во изминативе 10 години. Ние имавме години кога генерално бевме задоволни. Мислам, тешко да се каже задоволни, имавме одредено намалување. Тоа беше 2010 и 2011 година, кога стапката изнесуваше 7,6. Меѓутоа, после година-две имавме одредено зголемување, па стасавме дури до 10. Лани имавме преклани 9,2, лани 8,6. Оваа година веројатно ќе имаме пак покачување. Значи, постојат осцилации. Кои се причините за тие осцилации во дојничката смртност, навистина бара една комплексна анализа. Меѓутоа, значи, на кој начин да почнеме што покажува анализата на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, например. Значи, ние ги обработуваме податоците, всушност кои што се нотира ниво пријавата за дојничка смртност, која што понатаму се обработува од страна на Заводот за статистика. Ние се обраќаме до Заводот со поодредени барања за да ни помогнат во нашата анализа. Значи, што кажуваат, што покажува на големата слика? Тоа е дека смртноста на дојнчињата е најголема во првата недела од животот, значи раната неонатална смртност. Понатаму, како најчести причини се недоносеноста, некаде околу 70% причина е недоносеноста. На второ место се конгениталните аномалии со 12,6%. Понатаму на трето место се инфекциите, септичните состојби, кои што се варираат од година во година од меѓу 5 и 7%. И остатокот од она околу уште 5% опаѓа на породилни трауми, асфиксии, некогаш се наведени во самата пријава како недефинирана состојба, непозната причина, и ненајдена дојничка смртност и така натаму. Расте бројот на мајки кои што се над 40 години. Тоа е комбинирано пак со фертилизација инвитро, кој што исто така е еден многу голем ризик фактор за зголемување на дојничката смртност. Понатаму стапката на царски рез исто така висока во Македонија, на ниво на држава е околу 35%, со тоа да е исклучително висока во приватните породилишта, во некои се движи дури до 70%, а препораките на Светската здравствена организација и на гинеколошките професионални здруженија дека оптимално е таа стапка да се движи најмногу до 15%. Значи, ние имаме многу висока стапка на царски рез. Литературата вели дека навистина се зголемени индикациите за царски рез. Тоа е точно факт, меѓутоа не до толку, за да тие бидат 60 или 30%. Сепак тоа во најголем дел е желба на мајката и приватните породилишта ја исполнуваат таа желба. Царските резови се многу голем ризик за дојничка смртност, да. И затоа треба да се работи во насока на тоа да мајките се информираат дека не треба да бараат царски рез, бидејќи се изложуваат и себе си и своето новороденче на ризик. Значи, ако не можеме ако гинеколозите не можат да ги разубедат мајките, тогаш би требало да смислиме некој индиректен начин како да подигнеме свеста за штетноста од царскиот рез.